Расте бројот на граѓани укасани од куќиња. За само 40 дена на штипска инфектологија, лекарска помош побарале 28 пациенти од Штип Свети Николе и Кочани. Граѓаните исплашени бараат надлежните конечно да изнајдат решение за овој проблем. Меѓу куќињата има и болни од лишманиоза, која многу лесно може да се прошири, алармираат граѓаните. И болест имат куќињата. Луѓето ќе се разболат, деца мали. Дека се онедат куќињата, дека ги рачистат од зграда. Има, колку сакаш. Плашите ли се дека може да направи? Ја многу не се плашам, ама им доста што се плашат. Се опасни куќиња, тоа треба да се преземе мерки, не вака да се пуштат. И тие што ги чуват да не ги пуштат, да ги врзат. Веќе подолго време Штип има проблеми со куќињата скитници. Големи изгладнети движејки се во чопор, најчесто може да се видат по централното градско подрачје, парковите, но и училиштата. Општинските власти денес донесоа привремена одлука. Во близина на градските гробишта во напуштените објекти со кои стопанисува Штипското јавно предпријатие Стипеон, ќе никне привремен стационар, каде што ќе може да се згрижат куќињата скитници. Одбраната локација ќе биде приспособена со соодветните услови за куќињата и на тој начин ќе биде обезбедено ова привремено решение на проблемот. За сега е неизвестно од кога и кој ќе ги заловува куќињата и дали привремениот стационар ќе ги задоволува потребните стандарди. Се претпоставува дека низ улиците и населбите во Штип има над 200 напуштени куќиња.